Почитувани, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Власта и опозицијата постојано се судруваат и денеска повторно ете меѓусебни спротивставени пораки и проценки и оценки, а во врска со утрешните или еве на еден ден пред собраниската седница за интерпелациите на петмината членови на Судскиот совет. Имено од ВМРО ДПМН вела дека СДСМ додека биле на власт го узурпирале судскиот систем, поставувајќи своји кадри, што резултирало со катастрофално ниска доверба во судството. А пак од СДСМ го велат спротивното. Тие велат дека жестоко ќе се спротивстават на интерпелациите и ги оценуваат како еден од најголемите упади во судската власт. При тоа барањето со интерпелациите на петтемината членови на Судскиот совет, како што изјави подпредседателката на СДСМ Чулеска, во услови кога се подготвува нов закон за ова тело, ги обелоденува вистинските намери на власта, а кои, како што кажа таа, воопшто не се поврзани со реформските процеси, туку со воспоставување целосна партиска контрола на правосудството. И додека ете, значи, како што вели Чулевска, избрзани биле овие интерпелации, најбрзо од сите пак изгледа е Судскиот совет, затоа што пак на ден пред закажаната собраниска седница за интерпелациите, Судскиот совет во полна пара ја работи и избира се што може да се избере, се што може ова тело практично и да избере. Избира председатели на апелациони, на основни судови, избира суди, избира дури председателот на судски Камбовски, најавува набрзо и веде председател на Врховниот суд ќе биде избран, тоа што не е досега заради некои други објективни фактори. И веќе на денешната седница, затоа велам додека опозицијата и власта се препукуваат, кој што прави, реформира или прави упад во Судскиот совет, тие Судскиот совет на денешната седница веќе избра и председател на Битолскиот апелационен суд, па на Основниот суд Гевгелија, па на Основниот суд Кавадарци, па продолжуваат со избор на суди во цела Македонија, не знам, Битола, Велес, Гевгелија, Гостивар, Скопје, Делчево, Крива Паланка, Кочани, Прилеп, Струга, Струмица, Тетово, Штип и така натаму. Прашан пак токму околу тоа дали денешната седница на Судски совет и за утре закажаната седница на Собранието се еден вид на алиби за членовите, петмината членови на Судскиот совет, за кои се бара интерпелација, алиби да не присуствуваат на утрешната седница на Собранието. Камбовски вели дека нема таква намера, туку дека седницата на Судскиот совет воопшто не е пречка да биде одржана собраниската седница и обратно собраниската воопшто не е пречка да се одржи седницата на Судскиот совет. А доколку според Камбовски некои од колегите од тие петмина кои утре ќе бидат предмет на интерпелациите изрази желба да отиде таму и да даде изјава, вели Камбовски, ние тука ќе ја прекинеме седницата и ќе почекаме да се врати. Значи нема да има никаква пречка ниту во Собранието, ниту во Судскиот совет, вели Камбовски. Но не објаснува дали има пречка. По многу основи може да се дискутира дали има пречка. Но токму тоа не го објаснува, иако може би не го ни прашале новинарите, затоа што ова е одговор на новинарско прашање. Вели, значи, објаснува дека ако изразат желба да одат, ќе ја прекинат седницата да одат, па кои ќе се вратат, ќе ја продолжат седницата и ќе продолжат со истата динамика да избираат председатели, суди и така натаму. Но
не објаснува дали се во колизија и дали воопшто колку може да се даде доверба на сите тие избрани досега и утре, да речеме, и ако отидат на таа интерпелација, па ја прекине Судскиот совет седницата, па потоа се вратат, а интерпелацијата помине, не им се даде доверба на петмината членови, дали е тоа во противречност со довербата која им се дала на сите оние кои ги избрале? Затоа што и токму тие петмина ги избрале. И при тоа за уште пооправдано да биде прашањето, па еве и морално, и дури и законски. И токму тука доаѓаме и до тоа има ли или нема упад. И кој што работи, или независно, значи поминале интерпелациите, недоверба им е изгласана, а тие си гласаат таму. Токму тие на кои им е изгласана недоверба. А имаат доверба да гласаат. Односно, како да имаат изгласаните доверба од тие на кои им е изгласана недоверба. Или може тоа така, ако тогаш нема влијание никакво. Но зошто тогаш се гласа воопшто недоверба? Односно доверба, интерпелација, како и да е. И всушност се би било во ред ако не помине интерпелацијата, но ако помине, може ли тогаш, што е причинско-последична врска? Тие денеска со полна пареа работат, а утре ако поминат интерпелациите, тогаш значи гласале оние на кои им е укажана недоверба. А па нема врска. Па како нема врска тогаш? Тогаш не треба да има ни интерпелација. Или зошто е интерпелацијата? За да се провери што? Тука се тие сега клучни прашања на кои не се дава одговор, а на кои се наметнуваат и други прашања на кои пак токму Камбовски вели дека немало никаква намера да додека се препукуваат власта и опозицијата околу утрешната собраниска седница за чии главне предмет е токму се тие петмина членови на Судскиот совет, ден порано тие избираат. И до толку повеќе што овие избори, што ги спомнав, практично или најголемиот број се со мнозинство или речиси со сите, практично велам и едногласно. Не знам, апелационен суд Битола, 13 гласа за председател на судот, или председател на Основен суд Гевгелија, 10, 12, 13 и така натаму. Тие се всушност и 14, затоа што 15-тиот нема право на глас. Така да практично едногласно, значи учествуваат во тој избори петмината, на кои утре треба да им се гласа доверба или недоверба. Или е абсурдна тогаш сосема работата, што има собранието воопшто било што да гласа, кога е сосема сеедно тогаш. Сите овие изгласани или треба да бидат и тие ставени под лупа, под супервизија на доверба, ако им се изгласа недоверба на овие петмина од Судскиот совет. Или тогаш не е коректно недоверба на петмина, а овие кои ги изгласале тогаш имаат доверба. Како може има доверба тој кој е изгласан од некој што нема доверба? Тоа се некои прашања кои еве велам сами по себе се наметнуваат, а кои некако токму за еден ден, но ете, додека се препукуваат власта и опозицијата, Судскиот совет си закажал ден претходно и еве гласаат. Интересно е пак тука и изјавата на премиерот, на председателот на владата Мицковски, кој всушност не сакаше да коментира околу ова што членовите на Судскиот совет прво еден ден порано одржуваат седница на која гласаат, а второ затоа што таа ќе продолжи, имаат еден куп работа. Работат како што веројатно не работеле кој знае од кога. Работат токму еден ден пред интерпелациите во собранието. И сега Мицковски не го коментира ниту тоа, а ниту тоа што утре ќе продолжат да работат, затоа што сега без пауза, без див се работи. Така да тие ќе продолжат и утре да работат, па тоа е одговорот на Камбовски, председателот на Судскиот совет, ако сакале петмината, ќе прекинат седница, нека дојдат на интерпелација,
Ако добијат доверба, добро, ако не добијат доверба, пак нека се вратат, пак ќе продолжат, пак ќе... Сега јас тоа го толкувам, да не биде дека го пренесувам него. Но тоа е буквално ќе ја прекинеме, пак ќе продолжиме, значи независно од исходот таму. Мицковски во таа смисла, велам, не коментира ниту ова што еден ден порано е, ниту утре што во исто време всушност ќе биде. Но први почнале да си гласаат судскиот совет. Меѓутоа, генерално смета дека нема проблем. Не гледа проблем што седницата на судскиот совет се поклопува со седницата во собранието и вели секој нека си ја тера својата работа. Парламентот си има своја, тие си имаат своја, судскиот совет расправа во исто време кога и парламентот за интерпелацијата на 5 минута, но не навлегува во тоа. Тука има конкретно прашање до Мицковски, кај Камбовски го нема, околу тоа дали станува, но и прашањето е релативно, сосема неутрално, дали има, дали значи непочитување на работата на законодавниот дом, односно на парламентот, тоа што е во исто време. Но не и колку се противречни, колку е навистина издржано по тоа. Да сите изгласани сега, ако утре не добијат доверба, да ја имаат довербата. Така да еве, ова е значи темата интересна и интересно ќе се развива, ќе видиме и утре интерпелациите, како и да е, гледате, и длабоко поделени се и власта и опозицијата, затоа судскиот совет си го тера своето, додека тие еве одлучат што ќе прават утре. И затоа еве судскиот совет наголемо избира и суди, и председатели на суди, и што може да избере, и тоа ете го покажува, нема намера да направи евентуално пауза ако одлучат овие да отидат, но тоа и Камбовски им го остава нив. Значи немаат ниту обврска ни да одат. А собранието утре пак ќе гласа токму интерпелација за членовите на судскиот совет кои еве и денеска и утре ќе носат одлуки, ќе избираат суди и председатели и така натаму. 6091-924, 6091-925 се телефонските броеви на кои вие можете да изберете дали ќе се јавите, дали ќе учествувате во дискусијата и ќе кажете нешто што мислите за денешната тема, која еве онака добро е загреана, а утре ќе се развива дополнително, особено во зависност со интерпелациите. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Здраво, Исто. Здраво, поздрав, ве слушам, повелете, да. До кога ќе го манипулираат овој народ, бе? На што личи ова? Се утепа од работа овие од судскиот совет, па мора во исти ден со интерпелацијата во собрание и они да имаат седници. Абе, ако сме нормална држава, треба сите тие од судскиот совет да се нацртат во собрание, да им се стаи по едно столче и да бидат присутни на таа интерпелација, дека за нив се зборува. Сите, заедно со овој Камбовски, тоа е во нормална држава. Сите да видат што зборуваат пратениците. Па малку ли е тоа, бе, не постои држава во светот помалку од 2%, само нивни роднини пријатели што имаат корис од нив имаат доверба во судството. На што личи тоа? Треба све да се сменат судиите. Па видовте дека антикорупцијска комисија колку години џабе плата зимаат и работат и свема џабе тоа ги ставаат у фиока од обвинителство, не ни доаѓа ни до судење. Ги одбиваат сите над 100 колку беше прошлата година. На што личи тоа, бе? Треба не само да се сменат судски совет, треба од апелација, од Врховен суд, сите да се сменат комплетно. И Кацарска што ги обвини тие луѓе за да стават во Уставен суд. Треба поситно да се смени одговорност да има. Значи, све тоа треба да се смени и ветинг да се направи. Сите тие предмети што се застарени да се провери зошто се застарени. И да се стават тие суди во затвора, не да судат понатака. И најважното потекло на имот. Потекло на имот на судиите. Све што е вон плата да им се конфискува и затворски долги казни. Другото све е само демагогија и лимунада што ќе го лажат народот. Значи, подитно треба сите овие предавнициве на СДС што ги стајва да ги штитат да се тргнат.
Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Добар ден, ако сум лезен. Да, вие повелете, добар ден. Благодарам тоа. Ја ми се чини дека што она изреката дал да плачам, дал да се смеам. Одека, значи, судскиот совет избира суди и така натака, но од тие, тоа по мене ќе биде невалидно, зашто дел од нив ќе има за нив интерпелација, но таа интерпелација, што се вика, не е обврзувачка. Но тука ми се чини дека треба званично тие 5 души кои што се ќе биде дискутирано за нивното работење, значи обавезно да бидат присутни и да им се даде термин кога ќе може, значи кога ќе заврши значи нивното излагање, значи на пратениците да добијат право да се одбранат или да го прифатат оно за што ќе бидат, што се вели, обвинети. Овдека не гледам нешто позитивно што може да се направи. Јас гледам овдека, повеќе гледам, значи, и на едните или на другите, оние кои што сега се на власт, за разлика од оние кои што се во опозиција. Кај нас, значи, една за секојаш треба да сватат политичарите. Тамо се ставени да разговарат, да преговарат и да носат соодветни одлуки и да има тежина секоја одлука. Затоа што не е лесно некога да го обвините ако не е виновен. Или ако е виновен, да го браните дека не е виновен. Овдека не знам колку се виновни, а не знам ни колку се во право нашиве, да речам, судии, посебно судскиот совет. Ја мислам дека не се во право што сакат да ги оцрнат, што стига до таа мера, дека толку се не. А јас ти кажам, просите се исти и треба за сите да има интерпелација, цел совет, значи суди, поротници и свето тоа да се распушти и одново да се изберат, што се вели, и да се почне од нула. Благодарам, поздрав. Благодарам, поздрав и до вас, добар ден, повелете. Добар ден. Да, се слушаме, повелете, вие сте. Почита водител Диме. Поздрав до вас, повелете. И јас ви го звратувам поздрав. Благо, Вие меѓу другото, во вашата најава спомнавте упад. Почитам водителу. Сета ова ситуација е не за упад, него за упат. Те медицинарите. Упад и тоа еден по еден кај белите мантили. Ова на тоа личи. Ова не знам дали толку упати има Македонија. Ова е стварно игра без граници. Ова нема мерило на резил, на садизам и на егоизам. Што од сето тоа, вие што го наведовте, води на добро? Едни наваму, други натаму. Каде одиме, водителу? Каде е советот на синдикатите, така да кажем? Го слушам преска Трендафилов. Прекрасна изјава имаше човекот. Па и он кажа, не можеме да се носиме со чизмата на ДПМН. Оставете ни да ги решаваме проблемите за љубов на вработените на луѓето. Водителу, некој ги го спомнува советот на краварите, што ги продаваат кравите, или советот на овчарите што ги затвараат трвата. За кој совет избориме ни? А амбисниот иде држава, почитам водителу. 620 денари кило јагнешко месо ве молам. 620, тоа се 10 евра. 5 кила, 50 евра. Од плата од 400 евра ве молам. Каде ни е крајот? Благодарам. Благодарам, поздрав до вас, добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден, Исо. Да, повелете, добар ден. Ете колку и да е форсирана ова тема, дека трета недела ја вербуваме сите, и на крај свативме дека ништо бе не мора со сила да биде. Што он така народот сака, не сака промени, не сака нови суди да видиме нешто да мрдни работата, ништо не мора сето тоа да се случи. Ама од друга страна па и гледа народот која кочи цела ова работа. Значи, ако си уверен, ако се убедени дека со овие суди, со овие обвинители може да се направат оние клучни реформи за Европската Унија, да мрдни работата, те лажиме. Тога џабе ќе главаме бугарите ние во уставо, и таму ќе се устраиме, ќе се изобличиме,
а од друга страна ќе паднеме на овие корумпирани суди и обвинители. Значи ништо не мора. А што е решението? Ако е проблем од законот, тогаш треба законот да се смени. Тој што те поставува, тој што те гласа во собрание, тој да има апсолутно право и да те разреши. Значи направени се сите тие закони да во даден момент, се уште од 90-та година направени закони да му помогнат во вакви ситуации на тогашните комунисти и денешни социјал-демократи. Зато се сите двосмислено направени. И народот трпи од ова. Кога ќе заглават во нешто кај што може да одат на робија, да може да се повикуваат на вакви работи. Зато се поставувани сите председатели по судој и на истекот од мандатот да нема време другата влада да ги смени. Зато се направени по 5 години, по 7 години мандатите, 9 години, да не можеш ништо да направиш. Што е решение друго? Нека си тера Мицковски по свое. Нека си го работат мандатот, рајат, тој народ не заслужува. Џабе плача за судски неправди тука, са ќе се јави полицајцо и ќе ни кажува некој приказни. Џабе, не сакат промени. Нека си терат, нека си направат до година или како победник со победник, уште 4 години други и нека си уживат. Овај народ не е спремен на радикални промени. Благодарам ве, поздравувам, добар ден за следниот гледач. Повелете. Ало, добар ден. Повелете, добар ден. Видете, судот, па не ли се страват тие суди, од врховни надолу до општински, до сите, како може, јас би предложил да се оформи некое супер судско тело, значи преку тоа судско тело да оди корупција, мито, уцени, тие горе само тоа да работат. А на некого му треба нешто преку нив. Да не се мачат овие долу. И јас не можам да ги разберам суд, страмотилуци. Че судат еден предмет до Европа ќе оди па ќе се врати назад. Чекај бе, се знаеш правда што е. Не можеш ти она што го гледаш и што е така, очевидец што си, и го правиш доопаку. Јас не можам да се навраќам за мене пак. Тој адвокатот се закани, и прави тужба. Што не прави? Се прави, ама треба други 120.000 евра што бараше мито влего, а ти има трага. Кај е тој судот да се јави? И еднаш не зборувам ја на телевизија, со години го зборувам. Нема кој не сум допрел по тие председатели, неќа да ме прима, се знаат. Бегат, затоа што се бешани сите. Сите сакаат да макнат од банжата. Ама горчлива им испаѓа. Не со горчлива, него отров имам натре. Ја реков, ги баталувам, купив едно кило свети, одам по црква и само палам и ги именувам кој се. Со тие што ми правиле штета. Така, поздрав до вас, добар ден, повелете. Ало, добар ден, Костичо. Добар ден, повелете, ве слушам. Почитување. Па вака се средбане. Проблемите со судите не се настанати, со обвинителите судите, не се настанати затоа што не судиле на обичните луѓе. Се слушаме ли? Да, добро, дека да не е нешто... Него, затоа што требале да судат или судиле на политичарите криминалците. Ова причина, ова е све од политичарите, од криминалците, досторниците, што имаат сите партии скоро, осим овие новите сега кои се. Сите криминалци заради нив ова се сторено. Едни партии предлагат, едни суди, другите суди, се плашат судите, обвинителите, тие што ги поставили да не останат без ред. Меѓутоа, се навикнуваат и тие се корумпираат, и тие примаат, почнуваат мито. И ова така чуди, додека се, ќе кажам 1000 пати се рекал, злостоничките партии, ДПМН и СДСМ, предводени од една терористичка партија, плюс злостоничка, криминалистичка во економија, што ги праве нивните челници, и нашите, овие што така наречени македонски, патриотски партии или партизански, додека се тие, додека постојат, додека тие самите себе не се осудат,
Милошевски седи таму од ДПМН и сега ќе суди тој на судите. А се води против него кривична постапка или против некои други многу, или против амнестирани. Значи, проблемот е во политичарите, во политиката, во системот. Нас ни треба изменјавање од корен политичари или од страна ни требите да пред зрак додека се оправиме, како што викате, еден ословенец било каде. Иначе вака ова се влечи вака ќе дојде ВМРО, па мене ќе промени, ќе дојде сада сама ќе промени други и све тоа така ќе тече не само 0,2% него. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете, да. Поздрав, Ишо. Благодарам, поздрав до вас. 2008 имаше емисијата, текуната емисија. ВМРО беше на власт и ВМРО уведе и владееше демократија и емисиите ги тековни ги уведе на граѓаните. Да знаеш, демократија владееше, а не овие кои идеја 27 години диктатура режими. Пушташ права. Судството треба да се смене ситно. 30 години е таму. Што ни се случува? Криминали, корупција, селата, задругите, се атентати, криминални тендери. Идам. Пушташ. Зајко, што направи Корајко? Што направи? Платата искрати на синдикати, на суди и не сите ги намисли негови. Тој плати. Значи, тоа не треба да ги молат. Дека се вие гласани суди у парламент. Па парламентот треба да ги разреше мнозинство. Доверно да е на Христа Мицкоји, чесен, поштен, проверен и се одбомно сите. Судството беше нивно. Не зашто 91 што не се случува. Што има да се чека? И што има? Още да ќе трпеме анархија, предавства, криминали, тендери, јавни, никој не се спори. Те тајни полицаи си напаѓаат телевизијата. Шарена револуција со Сорос, коалиција, со Дуи, скрдео, плачка државата, сет. Милиарди задушија, ништо не изгради. Народот бара хитно да се сменат сите суди. И да одговарат и они, и вие. Исто. Учесници што се вија по емисиите и таа вија пресови мресови што кажува Богданка Кузовска. Не да е срам да се јавува тоше. Уште да се јавува да барат. Уште пинки, трикови да кажуват, да критикуват. А така. Хитно да се разреши ова банда. Диктаторска што владее сега. Окупатори владее на ДСДС. Аранди е, пријатно. Поздрав до вас, добар ден за следниот гледач, повелете. Исо, добар ден. Да, се слушаме. Слушаме ли добро? Да, одлично ве слушам. Дека предходниот никој пат ништо не го разбира, па за тоа така те прашувам. Види, Исо, апсолутно се слагам. За све се криви политичарите, за сторничкиве три партии кои што кажа предходниот гледач. Сега, знаеш како? А значи сте го слушнале се пак, да. Добро. Сомнеше на народот, пошто кажате, вие, ја не сум прочитал нигде увестник за ова, што го кажавте, дека у сите градови се менјаваат суди, да се поставуваат нивни суди. Пошто ја апсолутно точно знам дека у судот и обвинителството се тотално партизирани луѓе. Ретко има не партизирани. Кој е за ВМРО, кој е за СДС, кој е за ДУИ. И тука ми е стравот. Уште да не се направи, уште полош судот. Уште полош ќе се направи. Фактички, сега е на власт ДПМН, ќе биде суд на ДПМН. Па гледаме како пред ДПМН. Сите директ од референтче до шефче, до директор. Добро, ама овој состав на судски совет ги бира сега судиите и председателите. Вклучително со тие 5 мина од собранието од предходниот состав, да? Да, ама пак нивни ќе се стават. Тука ми е страх. Нешто исо треба, знаеш ти како модел некој, да се од надвор да гарантираат некој. И дали америчка амбасада, дали некој други, Европска унија. Иначе ова, ја уопште не сум задоволен ова што го слушам. Ова за мене некако, како да ти кажам, кој шок ми доаѓа. Добро ја, уште не сум разгледал убаво све, па ќе се јавам, пак ќе ти кажам убаво кој ќе разгледам. Ама тоа е што го кажав прво. Политичарите све расипаа у држава. Сите закони они ги расипаа. Фактички, кој политичар лежал у затвор? Кој политичар што украл пари?
Поздрав и со пријатно. Благодарам, поздрави до вас. Ете, видете, кога ќе разгледате, прво треба и да имате нешто конкретно да разгледате, затоа што за разлика од ова конфронтација поднос на утрешните интерпелации помеѓу власта и опозицијата, седницата на Судскиот совет барем денеска е онака најблаго може да се каже релативно дискретна. Нема нешто многу во јавноста споделување, но добро и разбирливо, велам, работат со полна пареа, не се за да соопштуваат за медиуми, туку треба сериозно да ги засукаат ракавите. А кого после, мислам се, оној кого ќе изберат, ќе зборуваме потоа за тие кои ќе бидат избрани. Но потоа веројатно и нема може нешто многу и да се направи. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, вие сте, повелете. Во програмата? Да, во програма, повелете. Благодарам. Јас денеска маратонски се извинувам, ама ете... Ма не, па добро, во ред, да, таман работа, друга емисија, повелете. Како велат меѓаните? Ова не е од вчера. Па не е од вчера, да, некој спомна 2008-2006. Па така некако пред 20 години е започнато. И постојано Судскиот совет и судиите работат, и парламентот работи, а каде продуктивност? Па, впрочем, зашто го правеа тоа специјално обвинителство? Затоа што правосудството не функционираше. Ама нашите политичари, сега кога велам политичари, сите што поминале ни на нашите влади и ни нашиот парламент, во сите тие има вина за нашето правосудство. И како не им е стран да ги лажат гласачите, а и општо сите граѓани, затоа што за 20 години веќе децата станаа полнолетни и одат на избори. Значи, нашиве политичари 20 години не лажат, а ние слепо им веруваме дека работат. Па, како не им е срам да взимаат плата? Видете колку се вредни. Судот гласа, утре Судскиот совет, а утре гласа и собраниот, многу се вредни, да ви кажам. Немаат време да постигнат, па секојдневно работат, па мора да биде тоа во истиот ден. И Судскиот совет, па и дури брзаат, кој ќе биде побрз и кој повеќе ќе сработи. Тоа, значи, да земат и повеќе можеби надници, а ако тоа нема продуктивност. Значи, упорно граѓаните велат нема продуктивност, Европа вели нема, Америка вели нема, 2% довербата, а они упорно работат. Значи, алал да им ја платит им се многу заслужени и на правосудството, а и на парламентот во моментот како и се потрефи во истиот ден. Мене ова ми личи како да се договорија. И после некој ќе рече политиката не влие во правосудството. Мене така не ми изгледа. Благодарам, пријатно. Да, благодарам, ве поздравувам. Ете, спомнав и на почетокот, но еве и ќе повторам, Камбовски, председателот на Судски совет, изјави дека немале таква намера. Во смисла, ете, и денешната и утрешната седница се поклопуваат, па дали интенцијата била да се користи алиби за нивните членови за тие 5 мина за кои ќе се одржи утре собраниската седница, односно интерпелацијата за нив, да не присуствуваат, вели дека не била таа намера, значи тие редовно си држат седница, а тоа е личен избор на тие 5 членови за кои се бара интерпелација да одлучат сами дали ќе бидат присутни на собраниската седница или не. Ќе ја прекинеле седницата, односно изборот Судскиот совет, доколку одлучат да присуствуваат на интерпелацијата, па потоа да се вратат и ќе продолжат. Повелете, добар ден. Дениса? Да, се слушаме, повелете. Поздрав до тебе. Да, благодарам, поздрав, повелете. Пријателот Рибаров не разбрал да му подобјаснам околу темала, значи Судскиот совет и така ќе се распушта, тоа е јасно е. И сега се брза да си постават 40 и кусур обвинители, нивни, за да бидат и они заштитени и политичари од претходната власт. Знам, тоа ми е прашањето, како биде заштитен некој ако распуштите утре некого како некредибилен, нема доверба. Да, ама ако ги назначи 47 обвинители, кој ќе ги смени после? Знаеш дека на времето заедно во една вечер 600 судии смени. И етете ги последиците од тоа. И сега кога треба цел свет тврди дека не функционира кај нас суството, граѓаните тврдат, а како може нешто да се смени, ако не се сменат актерите? Не знам како е, кој тој друг начин. Сега ќе се стаеле ваши. Па камо да ставиме наши, да ги затворат вашите, па утре кога ќе дојдат вашите,
оставите си вие ваши, затворете ги нашите. Значи така ќе ги затвараме криминалците, а не да ги штитиме вашите и нашите. И една реплика морам на ова попот од Кичева, ја префера, значи, злосторнички здруженија не може да вреѓа цела партија или цели партии. Тие партии имат по 100.000 членови граѓани, со искрени намери што се зачлениле, може да се некои функционери од партиите. Да го прашам ја по аналогија, најмногу педофили има по црквите, ете и во католичката тамо и Ватикан сегде. Дали треба да се забрани сега црквата и некоја трета опција да се појави, ради тоа што некои свештеници се педофили или се криминалци, или сите свештеници да ги крстиме злосторничко здружение, значи кога се зборува во јавност, а посебно некој од верата, треба да се внимава што се зборува. Благодарам и поздрав. Да, благодарам и поздравувам и јас. Добро, бете, спомнавте педофилијата. Педофили има секаде, па за жалете и таму каде што човек би мислел дека апсолутно нема шанса, невозможно ги има. А тоа е религијата, каде што е верата, каде што се токму тие божји посланици на некој начин. Но тоа го отвора и прашањето токму и околу вистинската посветеност. Ако нема таму, па што да очекува човек тогаш, не знам, посветеност на оние кои се, не знам, во политиката или на некои други позиции. И кои исто така се декларираат како големи верници. А потоа гледате дека очигледно не се кога, не знам, зборуваме за такви корупции, криминали и така натаму. Затоа што кој е, на вистина не би го правил тоа. Така да само се релативизира работата. Ако има во тие храмови Божји такви работи, тогаш воопшто не е чудо да има и на овие други места. Добро, не мислев на педофилијата, но секако веројатно и тоа. Повелете, добар ден. Мисол. Да, поздрав, повелете. Хајде после 2 недели да се слушни. Да, повелете, баш добро што. Да, повелете. Што размислувам. Да. Моje лично мислење. Еден се јавуваше и велеше да увезиме Словенија суди и од Кина, јас па велам, или од Јапан за влада, 50 души, ова држава би е водел експресно. До каде бе и со чодиме? 30 години. Дојди пример, ВМРО си носи свој суди, така мене не личи. СДС свој суди. Ова е други, трети само албанците си користат тоа секоја чест на двете ни глупи партии ВМРО во наводници СДС, крај никаде. Затоа имам речено. Скроз нови луѓе или млади деца што до сега не биле никогаш никаде. Скроз ништо да нема врска од политика што до сегашно да исправиме. За 4 години дури да поставиме луѓе, пак врват 4 наредните 4 други, пак суди ќе бираме, пак ова. Ова почна со партиите и со СДС го почна првото, не дека СДС. И до чистачка сменуваше, до директори. Замислете Германија да менувате до чистачка, до директори во фирмите, ќе пропадни, него таму се сменува власт, например, го менуваме ИСО или Живко, немој директно да ме спатиш. И телевизијата ќе тргни напред. А што правиме? Ова, што правиме? Но што личи? Нема шанса ИСО да се исправи нешто што ти реков 30 години истото. Додека седниме, ти реков да са мој луѓе, посвети твоите клајсиви, да ги ставиш ништо да држава. Пиши е крст. Нула, не бидувај, со џабе се трудиме. Благодарам ве, поздравувам, до слушање ве, се надевам со така по-оптимистичка интонација. Добар ден, повелете. Добар ден и убав ден. Убав ден, повелете, да. Па вака сега, што да кажам, значи, овдека сите што искажа, 500 милиони евра дала Америка во судството. Сега тие 500 милиони така, барем еве сега и бараат фискална сметка и бараат да даде, Трамп и бара на Агилера да даде за овие 500, за овие пола милиарда. Сега добро таму, зашто се дадоа тие пола милиарда? Да се купува мебел нешто во судството, или коли или државни,
Не знам што, дали некои интериери се правени, толку пари да се дадат. Мислам, ова го зборам со иронија нормално, затоа што парите се дадени, меѓутоа ме гледаме нешто да се направило, да има некој ефект. Па сега ние имавме, ја колку сега карикирам ако грешам, не знам, меѓутоа мислам дека СЈО беше против устав. Во устав ја мислам дека не постои специјално јавно обвинителство. Ова е моje мислење, колку е точно не знам. Значи се направи. Па сега што се направи? Тогаш имавме ние тие обвинителки, не знам, Фетај, Капита Јанева и ред други. И во тоа време нашиот преседател, кој беше избран од народот, значи беше избркан. Сега вие кога ќе направите тако нешто, тоа е буквално политички дисидент. Сега тоа е противуставно. Сега, значи, толку е комплицирано овдека, меѓутоа судскиот совет, значи, треба ние да го избираме. Значи, судски совет не можаме едни со други, како си се бират, како си се префрлуват, еве сите работи овие што ги кажав се неуставни. Значи се прави нешто и после ќе речат, значи овај судот 2%, како 2%? Минус 2%. Значи вие не можете да правите вакви ексцеси како специјално обвинителство и ајде да немам време, значи да онаквате што е противуставно и имате државна и така. Благодарам ве, поздравувам, повелете. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Дали се слуша? Да, повелете, добар ден. Добар ден, господин Исо. Да, поздрав, ве слушам, вие сте. Фала на поздрав, поздрав и јас до те, поздрав до гледачите на вашата телевизија. Благодарам, повелете. Убава работна седмица имај. Ете исто заедно со сите вас, со добри дискусии. Да, сите да се дружиме вака. Да. Видиш, така да кажам нешто за судски совет, само се сум задремал, па во гроги сте уште. Нека, па добро, значи... нешто да кажам... Значи, умирувачки, смирувачки делуваме, така да... Да, добри сте, не сте лоши. Не, сега не мора да, мелем за душа, за уши. Бидете одлични. Види да ви кажам, судски совет... После оние кавги во собранието, добри сме. Види како што почна оваа влада одлично да работи, треба да имат право и суди, пример, кои се те работат за држава, да може да си ги менува владата, значи како извршна власт, да може суди да си поставуваат такви, другите да ги затвора, како што викаат некој од овие од ОМОР, и да си поставува нивни за да држава оди напред, значи за да сето тоа тече нормално, за да нема некои, значи други некои што ќе бидат против нешто ваму. Значи се што треба да се смени, сето треба Мицковски, нели Мицковски единствен што не е од мајке татко, го дал Господ. За така речено од ВМРО, че Господ го дал. И сега треба тоа да си го направи тоа и да промени све живо, како што сега гледаш што ситуацијава со Америка. Јас навивав некако да победи Трамп, меѓутоа не знаев дека вака ќе работи после тоа. И сега некои од опозицијава имаат право на свое мислење за работата на Трамп, не се мешаат во работата на Америка, меѓутоа многу од овие викаат кои сте вие да се мешате да зборуват. Така да многу... Благодарам ве, поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, господин Исус, на една минут само реплика, има право? Ајде, кажете, да, повелете. Вака се, преходно ме спомна. Ја през се су даносен одвртник во Македонија. Плаќам даноси. Постав на гласачкото ливче. Гласам за оној кој што мисла ќе ме води државата, односно ќе води нашата татковина, земјска Македонија, татковина ни. И затоа други збори. Не, вие сте и затоа ве слушаме, да, ние за друг да ве води, да, кажете. Се слушаме така? Да, само продолжете. Се вака, значи, сум укажал поверење да ме водите. И имам право него да го критикувам. А човекот тој што рече дека поп тамо во црквата педофили едно друго. Прво све да го прашам дали е верник, ако е верник, ако оди во црква, дали видела некоја примедба и дали ќе издаде тоа јавно примедбата.
Ја кажувам јавно, нека кажете јавно, тој владика, тој свештеник тоа стори, не педофили да викат, пресет тој не е никаков верник, овде за верски односи не справаме. Како што рекол, јас сум даношник, ама тој не знае дали е верник или дали бил црква. Друго, злосторнички партии зошто се? Затоа што во Македонија 2001 година беше нападнато терористи злосторници кои треба да одговараат по меѓународните суди, а сега само и ДПМН и слободи. Значи, тие се со они се учесници. Сега само и ДПМН донесува Македонија до ова тереже. А ние црквата сте се зборили да бидат македонска црквовите партија и уништи името и презимето. Кој во ДПМН го осудил Груевски или Мијалко или во Суда Самазаев или другите криминалците? Никој. Значи, сите ще поздрават таквите за мене злосторнички. Да, благодарам, но кој велите? Значи, поединечно кој, па еве може да се прашуваме. За некоја работа не е битно осудил ова или она. Па, значи, евентуално тогаш, ако некој требал нешто да направи, за вас што не направил, тој тогаш и, треба да ја има и вината. Да речеме за вас, па да видиме и законски. Но како да има партија или да се квалификува? Која и да е, не, затоа не спомнувам име, која си е регистрирана по закон со статут свој и програма која не шири ништо, напротив. Затоа и ова со, не знам, појавата педофилија и тоа по црквите го спомнавме. Па не е тоа програма на Господ, не знам, Библија или слично. Или се едно, па не знам, па исламски фундаментализам, па не е тоа исламско. Каде пишува тоа? Ни во Коранот, ни никој не кажа. Па да види што прават сега овие исламистите. Па како може тој исламиста? Тој да е верник, па нема го прави тоа. Мислам на она зашто се, тоа е сега, па прават убиваат. Па каде? Значи, една цела религија се сквернави заради постапка на некој. А при тоа, тој што го направил тоа, воопшто не се спомнува тогаш. Или ако се спомнува, му се припишува, дури се амнестира на некој начин, алиби. Па направил во име на ова, па во кое име, каде пишува таму? Така и ова, направил во име на партијата, па каде пишува во партијата да направете тоа? Не знам, тендери во 4 очи или злоупотребете ова, или вработете си ги сите таму и така натаму. Семејно, непотизам и слично. Значи, тоа е, велам, чисто разграничувањето, тоа не е одбегнување на одговорност или на вина, туку напротив, баш изострување, фокусирање. Вака сите се тие такви. Не, дајте да ги видиме затоа. Затоа имаме и рейтинзијата, па треба да се реформира партијата. Но никој не го реформира статутот, програмата на партијата. Менуваат председатели, менуваат членство. Не вела да, па не погрешно ни беше ние сега, ова ќе смениме друго, поинакви ќе ни бидат заложбите на партијата. Исти се, не променети. Туку ги прават тие реформи внатре, кадровски. Овој не е добар или ово е фатен во криминал или ово е неефикасен или така натаму. Но не работел според она што партијата го налага, пропишува. Повелете, добар ден, статутот, мислам, како иде. Здраво. Здраво, повелете, одземавме. Вака сега, гледав нешто околу Лукашенко таму, Белорусија. Аха. Знаеш дека скоро на нула е криминалот. Тоа било нешто раритет да се деси нешто криминал у Белорусија, кај Лукашенко. А да, добро, да, стапката е практично да, минимална е, да. Како кај нас довербата во судството, кај нас е та статистичка, велам, стапка на криминал. Така, значи они кога ќе свртвачат со Путин заедно, двојцата, и кога ќе ги стават тука чизмичките одека врз овие наши судии, ќе видиш како одма некако другачие ќе биде судството, криминалот ќе се сведе во други рамки. А иначе од овие судии и овие судски совети ние немаме никаков фајда. Оно пак ќе се атераат нивната, овој ќе го трнат, па после кога ќе дадат неговите, па овој него ќе го трне од другата бранша. И тоа ќе се тера така до недоглед. Само чизмичките на овие двојцава, пред на Путин, па после на овој Лукашенко. И исто така, во истата таа емисија кажува за Америка. Сега дори колку прљави алишта, колку под тепих ставани прљавштини од страна на америчко правосудство,
Абе, тоа е нешто невидено. Невидено нешто. Гледајте малку вака, пларајте по овие, пуштете нешто и на вашите телевизии. Ова јас што го гледал на други некои YouTube таму на интернет и на спутници, на телеграми. Веруеме неверојатно нешто. Пуштете да народ научи како функционираат држави, а овие наши суди гарантушеле од најдобриот, од американецот, од Европска унија, најдобриот, ама у криминал. У ништо повеќе. Ајде, биди поздравен, чао. Благодарам ве, поздравувам, пуштаме како не пуштаме, еве вие ни кажувате, ако ништо друго. Повелете добар ден ако имаме време. На крајот сме брза собранието со интерпелациите, брза судскиот совет со избори на суди и на председатели и така натаму. Сите нешто брзаат, дури ова изјавата на Камбовски на некој начин, што не гледа никаква контрадикторност во тоа, никаква противречност, како што вели доколку некој од колегите од тие 5 мина изрази желба утре да отиде во собранието да даде изјава, вели ние ќе прекинеме седницата и ќе почекаме да се врати. А независно дали чувствуваат тие потреба да даваат изјава или не, не е лошо да отидат на утрешната седница, ако ништо друго да се прекине седницата на судскиот совет, барем малку да се одморат од толку работа. Па потоа се вратат, инаку гледате ни пауза за геврек да касне човек малку, не може да најдат време. Ние пак не брзаме никаде, убаво ги изодевме овие наши минути во емисијата Очи во очи за дискусија на интересна тема и всушност теми од ова една произлегуваат многу кои дополнително ќе се развиваат и утре. Ви благодарам за вниманието, останете со Телевизија 24 и Централниот дневник во 17 часот. Довидување.